Прашањето за будење на позитивната енергија е составен дел на современата широкострана етика на човештвото и знак дека човекот не се предава пред негативните состојби, туку може и има сили да пронајде пат за своја и туѓа среќа. Книгата Будење на позитивната енергија е знак и за зрелост на авторот, професор доктор Зоран Крстевски, кој што со длабоката филозофска и психолошка обсервација на една мощна важна тема, му понудува на читателот сознание дека треба да владее со самиот себе и да ги открива позитивните вредности во нивната полнота. Книгата е голема школа за оние што не знаат да се однесуваат како што се очекува од една зрела личност, а истовремено е училница за секој што бара афирмативни насоки и добри решенија за своите проблеми. Професор доктор Зоран Крстевски е познат и признат автор, кој што максимално се истакнува со својата креативна ориентираност, со мудрата проникливост и со позитивниот дух на дејствувањето. Неговата научна посветеност кон откривање на тајните и вредностите на постоењето е пример за врвно изградена личност, за извонреден мислител и за одличен писател, чии што дела се на располагање на сите нас, неговите читатели и почитувачи, ке каже во својот осврт професор доктор Кирил Темков за човекот кој што ја спои филозофијата со животот, а мудроста со секојдневието, професор доктор Зоран Крстевски и неговата најнова книга Будење на позитивната енергија. Може да се каже дека среќата е основата на постоењето, бидејќи човекот кој што е несреќен, тој веројатно има одредени проблеми со самиот себе си во својата екзистенција. А веќе штом си среќен, ти си исполнет, си хармонизиран, можеш да дадеш позитивна енергија, можеш да примиш убава енергија. Така што и одредени автори тоа го разгледуваат. Дали здравието е па најбитното апропо среќата. И се смета што ако на некој ниво си и здрав, а и многу луѓе па и се здрави, но неќат да го живеат животот, кои што имаат неубави мисли, кои едноставно сака да си го прекратат животот, а всушност се здрави. Така што е утврдено дека среќата е таа која што може да го изгради и здравието. Значи не е доволно здравието за да ние бидеме врвно исполнети, туку многу е побитно и да бидеме среќни, да бидеме исполнети, да имаме смисла, а тоа е едно големо филозофско прашање. Што ако ја загубиме смислата? И еден голем професор, невропсихијатар од Виена, Виктор Франкл, он го разгледувал прашањето на барањето на смислата. И вели, со една логотерапија, со еден пристап кон луѓето, им се буди позитивниот импулс да го најдат животот низ фаворизирање, низ практикување на смислата. Затоа што вели, ако ја загубиме смислата, тогаш нашата енергија, нашата вибрација не зрачи со убава енергија. И автоматски ние подлегнуваме или на депресија, или на негативни нешта, или се губиме себе си и не можеме да бидеме исполнети. Значи, целата суштина е како ние да бидеме хармонизирани, во мир со себе си, како да ги почувствуваме миговите на среќа, кои навистина се мигови, затоа што трајна и конкретна среќа не постои, и човекот кој што смета дека треба постојано да биде среќен, на крајот може да стане и несреќен. Затоа што се тече, се менува. Но другата страна гледате тие фактори. Побарана смисла, пронајдена смисла. Исполнетост во она што го сметаме за најважно, она што ни е приоритет. Некому работата, некому семејството, некому и работата и семејството, некој се наоѓа во љубовта, некој во креативната работа, некој во тоа да ги изнајде решенијата за проблемите. Значи, миговната среќа е многу битен фактор за да бидеме во хармонија со самите себе.
Ако имаме недостиг на среќа или на среќни мигови, автоматски, ако ги немаме среќните мигови, луѓето веројатно и го губат здравието, бидејќи психофизички не се чувствуваат добро. Во случајот и ако има недостиг на позитивна енергија, тогаш што ни останува? Дека сме афатени од негативното чувство. И затоа главната категорија е како да се пробудиме, односно како да станеме свесни. И затоа филозофијата на будењето е мощно сериозна и таа би рекол дека е најзначајна во тој духовен развој. Како да се пробудиме, како да бидеме свесни за своето постоење, како да почнеме да работиме на подигнување на својата енергија, како да умееме да се заштитиме од негативните вибрации. Затоа што ако не си буден, ако не си свесен, тогаш можеби надворешните фактори ќе те завземат. И нели јас во таа книга што ја напишав претходно, програмирање на умот, ако ние не го програмираме умот, тогаш надворешната околина ќе не го програмира. Или преку медиуми, или преку политичари, или преку надворешни фактори, или преку блиски кои што можеби манифестираат страв, живеат во тегобност, живеат во чувство на недостиг и ние сме програмирани од надворешни фактори, а не од она внатрешно што го поседуваме. И затоа најклучното е да се пробудиме внатрешно, да видиме со што располагаме како потенцијал, но при тоа и да подигнуваме свесноста, затоа што несвесниот човек може и да настрада. Можеби верува дека тој некој ќе помине на зелено, ама тој не поминува на зелено, поминува на црвено. И автоматски може да те загрози. Можеш ти самиот да веруваш дека партерот, блискиот внимава на моралот, на етиката, на сочувството, но можеби тој е духовно неосвестен, па ќе те загрози. Од другата страна, може да се сретнеме со разни лица кои се егоистички определени, кои што сакаат да крадат нашата енергија, кои се црпачи на позитивната енергија. Ако не бидеме доволно свесни дека треба себе да се заштитиме, себе да се подхраниме, ќе бидеме атакувани повторно од таа надворешна средина. Значи, гледате, категориите будност и свесност се многу битни за да постигнеме среќа. Значи, пак се враќаме на она кое претходно го отворивме како прашање. А колку сме будни па и за сосениот организам, колку сме свесни дека треба да го чуваме сосеното здравје, толку и подобро ќе се хармонизираме на психофизички план. Значи, се враќаме на тие клучни категории. Мир со себе си, што повеќе буден и свесен дека некои лица не се оние кои се представуваат, што повеќе буден свесен за сосените вредности, дека треба да се грижиме за сосената душа и да исцелиме сосената душа, дека треба да почнеме да неутрализираме негативни вибрации, да не бидеме поприматели и од другата страна да се обидеме да ги исчистиме сите оние акумулирани трауми. Бидејќи и трансгенерацијски како народ, како нација, ни се натрупале разни трауми и тие енергетски не офаќаат. Дел произлегуваат од нашите предци, дел произлегуваат од семејството од каде што излегуваме, дел произлегуваат од она што ние го попримаме во текот на животот. Значи, тука е многу битен и факторот на детоксикација, односно на прочистување на духот, а за тоа да го постигнеме неопходна и будноста и свесноста. Оптимизмот може да биде и копнеш. Значи, сум оптимист, копнеам да постигнам нешто. А во индиската филозофија, посебно во мојата книга Патот на кармата, разработив дека всушност и копнежот може да биде и голем непријател. Значи, постојано копнееме, што значи не го живееме мигот. Од другата страна, сме оптимисти, веруваме дека нешто ќе постигнеме, што е добро, од гледна точка на популарна психологија или позитивна психологија, но тоа не е доволно. Многу побитно е да чувствуваме позитивна енергија, да ја поседуваме во себе си, да ја акумулираме и да ја споделиме. И затоа, за да тоа го постигнеме, постојат неколку категории. Значи, не е доволно да си оптимист, туку треба да направиш методи, правци кои ќе те подигнат како личност. Првото е афирмација. Значи, афирмативно размислуваме и го гледаме убавото. Си велиме секој ден, добро е, мир, се ќе помине. Ќе ми се отвори, ќе напреднам. Ќе бидам личност кој што ќе ги оствари своите цели, значи афирмативен пристап. Но, второто е визуализација. Сакаме да ги гледаме работите кои што ги поседуваме во себе си. Доколку тоа го правиме, а внатрешно во себе поседуваме една топлина, една будност, една хармонизираност, веројатно тоа и ќе привлечеме. Значи, мора да визуализираме
Визуализирај го, гледај го она што сакаш да ти се случи на еден позитивен начин. Потоа е фреквенција. Ние луѓето зрачиме и ние праќаме енергија. Емитуваме вибрација која може да биде позитивна, може да биде негативна. Ако длабоко у себе си позитивно се чувствуваме, ние ќе емитираме убава афирмативна енергија. Ќе привлекуваме лица и настани кои се соодветни на нашата состојба на духот. Од другата страна, ако нашата фреквенција биде офатена со 4 јавачи на апокалипсата гледано од психолошка гледна точка, тие се гневот, тагата, стравот и стресот. Значи, ако ги живееме во себе си, замислете, ако сите 4 се, што се вели, длабински присутни во нашата душа, каква вибрација ние ќе праќаме надвор од себе си? Дали е тоа на семеен план, дали е на колективен општествен план, дали е на индивидуален план. Значи, ако преовладува фреквенцијата на немир, на страв, на тага, на изместеност, на гнев и на стрес, тогаш и привлекуваме такви настани и веројатно тогаш не треба да се изненадиме дека во некои животни ситуации, кога не сме внимавале на својата енергија, кога сме имале енергетски пат, кога сме доживееле некои непријатности и кога сме биле под удар на одредени несреќи, сето тоа последица на нашиот неоднос кон собствената душа и собствената енергија, поради која судбината Бог или надворешниот фактор, интелигибилната димензија, не соочува со себе си на еден потешок, поболен начин, бидејќи сме се запоставиле себе си. И затоа е многу битно да бидеме оптимисти, но тоа не е доволно. Многу поклучно е да ги практикуваме методите кои што ќе ни ја пробудат позитивната енергија. И тука јас имам најмалку 7 методи кои што ќе ги препорачам во текот на емисијата. Од практична гледна точка. Зашто ние наутро кога ќе се разбудиме не практикуваме еден позитивен ритуал? Некој со пиење кафе, чај, некој опуштено, без да брза, без да се форсира. Од другата страна, зашто немаме однос кон природата? Да бидеме посетители онаму каде што превладува таа натурална вибрација. Зошто, например, не најдеме време да другаруваме со позитивни лица кои не полнат со енергија, да се насочиме кон културни манифестации, да почнеме да читаме едукативни книги кои ќе ни го зајакнат духот, да најдеме време за вежбање, за пешачење, за планинарење, за возење велосипед или за ред аспекти кои гледате од гледна точка на практика може да ни ја подигнат енергијата. Сонцето ја подига, водата ја подига, воздухот ја подига, жуборот на реката ја подига енергијата. Па и миленичето кое безрезервно дава љубов ја подига енергијата. Топлите односи со блиските личности низ призма на прегратка, насмевка, низ призма на бакнеш, исто така подигаат енергија. Значи, овие фактори треба да бидат практикувани во текот најмалку барем во текот на денот или во текот на неделата. Еве, да не претераме, некој човекот е ставен и под притисок и е оневозможен секојаш доди на планина да најде време за себе си, да функционира на еден хармоничен начин. Така што, односот кон себе, односот кон собствената душа. Практикувањето на позитивната енергија бара навики. Како што постојат штетни навики кои го отхрануваат човековото его во момент на хедонизам, на задоволство, да се ориентира кон ниски страсти, кон алкохол, кон кладилници, кон не знам какви се прехранувања, сето тоа може да му штети. Самосвеста е основна за да нели добро се чувствуваме со самите себе си. Самосвесен сум. Знам со што располагам. Сум акумулирал знаење. Ќе се снајдам во потешкотиите. Секојаш има план Б. Ништо не е толку тешко се додека постоиш. Се додека постоиш можеш да ги менуваш работите. Значи гледате самосвес. На основа на што? На акумулација на искуства, на навики и на едукација. Затоа и Сократ кажал:
Човекот кој што е мудар не греши. Главниот аспект на добрите дела произлегува од мудроста, бидејќи преку знаењето што е добро за тебе, ти ќе избегнеш она што е лошо. Но каде сме ние во денешното време? Дали самосвеста превладува ако е ставен концептот на алчноста, на егоизмот, на придобивките низ гледна точка на ниски страсти или пак на телесни добра, или пак на материјални аспекти. Во тој случај не можеме ние да напредуваме затоа што сме замаени на основа на духот. Тогаш се поткренуваме со инстант решенија. Затоа многу луѓе бегаат, некој бега во егото, па сака да биде моќен, да владее со другите, некој бега во материјалното, бидејќи не се соочува со себе, со своите духовни капацитети, некој е нарцис, па се става само себе си во преден план, јас и никој друг. Трет, може би во кариерата, па гледа постојано да работи, да има не знам какви успеси. Значи, не сака се соочи со себе си, не развива самосвест, туку целиот концепт го насочува кон надвор. И тогаш ние зависиме од публиката. Колку лајкови, колку пофалби, колку гласачи, колку гласови, колку материјални добра, какви предмети, колку раскош што ќе биде видена од другите, за да не се соочиме со сиромаштијата на духот. Така што нештата се менуваат, се зависи од пристапот на човекот. Но односот кон себе си е предуслов за да ние имаме однос и позитивна енергија во комуникацијата со другите. Современиот човек е подложен на стрес, на тензија, на неспокојство, на трчање, на брзање, на постигнување, на екзистенцијална не знам каква сигурност, атаци врз неговото здравје. И во овој случај, ние прво треба да размислуваме за она што е добро, афирмативно, и тоа да го градиме, но може би многу поголема мудрост е како ние да умееме да се заштитиме од тоа што е негативно. Како ние, намалувајќи болките и страдањата, воедно да се почувствуваме среќни. Зашто едната концепција е, колку ние повеќе среќа, радост, задоволство, материјално и наслади на телото, демек толку сме посреќни. Но утре доаѓа и несреќата, доаѓа и последицата. Овој пат друг треба да биде концептот. Не воден од хедонизмот, колку повеќе задоволство, толку демек повеќе исполнетост и среќа, туку колку помалку болки, страдања и тешкоти и трагедии и несреќи, толку треба да бидеш позадоволен, посреќен од самиот себе си. И во овој случај, доколку и пројдат некои несреќи, а тие се случуваат и на колективен план, неретко на семеен план, па и на индивидуален план, тогаш пак доаѓаме до тој ментален имунитет. Секој човек на основа на она што го акумулирал, го поседувал на животот, тој така ќе се справи со потешкотиите. Некој ќе инклинира кон антидепресиви, ќе биде зависен од медикаменти. Некој друг ќе мора да оди да бара не знам какви медицинска помош, психијатри, психолози, што и неретко и тоа треба да го прави ако дојде во загрозена ситуација. Но некој го вади од резервоарот на својата личност, се тоа кое што го акумулирал како афирмација, како знаење, како мудрост, како капацитет и почнува да се справува со потешкотиите. Затоа менталниот имунитет е исто така битен како што е овој наш физички имунитет, тоа што ние го поседуваме низ призма на нашето биополе. Значи, го јакнеме биополето, тоа значи нашето животно поле, нашите енергетски центри, почнуваме да ја подигнуваме својата енергија преку практикување на еден афирмативен пристап и верба дека со менталниот имунитет ние ќе се справиме со потешкотиите. Сите ние сме енергетски битија кои зрачат со одредена енергија или со одредена аура. И бидејќи сме светлосни битија, многу битен фактор е каква е нашата енергија, со што се карактеризира, како ние емитираме, како нас не доживуваат, но и ние како себе се доживуваме. Еве да земеме дека некој човек е радосен
исполнет. Нешто убаво му се случило. Каква енергија тој израчи? Афирмативна, убава, сите сакаат да бидат во негово присуство. Замислете кога ќе бидеме во релација или ние самите се најдеме во ситуација на тага, на неисполнетост, на некој губиток, на некое чувство на дисхармоничност. Тогаш каква е нашата енергија? Луѓето веднаш ја почувствуваат, а и ние самите некаде каде што преовладува тагата и неубавата вибрација, ние тоа го чувствуваме на себе си и нас енергијата ни свенува, ни опаѓа. А од другата страна, кога постои радост, ние стануваме витални. Тоа се одразува врз нашето тело. Нашиот лик, нашата, прекол, аура е многу поразлична тогаш кога сме во мир, во хармонија со самите себе си. Сега, некои ситуации животни може да бидат развод, може да биде губиток, може да биде некоја навреда, може да биде некоја состојба која негативно влијала нашата личност. Дали на тој човек кој што ги доживеал овие неубави вибрации му треба време за да се хармонизира? Секако му треба. Еден од начините е читањето на книгата. Будење на позитивната енергија, кај што има методи, кај што е асоцирано. Нема да биде вечна тагата, нема да биде вечна болката, нема да биде вечно страдањето. Тоа понекогаш се случува и за да не освести, за да преиспитаме. Зошто ни се случил неуспех во љубовта? Зошто на работното место недоволно не почитуваат? Зошто сме дозволили или ете сме во некоја релација со личност која не навредила? И ред аспекти кои треба да не пробудат и соочат со себе си, за да имаме подобар однос кон сосената душа. И на крајот, ништо не е доволно добро, доколку ние не бидеме во среќа, во мир и во хармонија со самите себе си. Не знам какви богатства да ги има, нели, болниот крал, тоа нема да биде доволно да биде посреќен од сиромашниот питач. Тие алатки јас би ги поврзал со буквата П и тие се многу битно да ги практикуваме, бидејќи како прво прифаќање. Значи, некои работи не можеме да ги промениме, а се производ на минатото. Некои нешта се случиле. Не можеме да се вратиме назад и да ги подобриме односите. Или да кажеме нема да грешиме, или нема да дозволиме, или зашто влеговме во таква релација. Едноставно ни останува само да прифатиме. Значи, прифати го тоа што не можеш да го менуваш. Потоа, пуштање. Ние сме преобседнати да ги држиме работите во себе си. Ја држиме навредата, го држиме неуспехот, ја држиме болката, ја држиме траумата, сакаме да ги држиме блиските, бидејќи сме понекогаш зависни од нивното влијание. Родителите сакаат да ги држат децата толку блиску до себе си, демек заканата е пресилно застапена, или пак се чувствуваат празни ако децата отидат во странство, и ние ги држиме работите. Кога ги држиме работите, и потешко функционираме и комуницираме и се чувствуваме. Тоа ви исто како се јас да ви држам говор, а овдека некој пенколо да имам или некој шише. Едноставно ќе биде мојот ум преокупиран со она што го држам. А замислете ако ја држите тагата. Ако го држиме гневот и што се вика едноставна ситуација, ни пробуди афективна реакција. Затоа што го држиме гневот. Замислете ако го држиме стравот. Стравот од јавен настап. Стравот да се осамостојам, да бидам независен. Стравот што ќе биде ако променам работно место. Стравот во партнерот дека може да ме изневери. Како ние функционираме ако го држиме стравот во себе си? Че ние треба да научиме да ги пуштаме нештата. Да ги ослободиме нашите емоции. Постојат и духовни методи. Простување, покајување, духовно трансформирање. И најклучна е молитвата. Значи, практикувај и пушти ги работите, искажи ги, не ги носи во себе си. Фројд цела филозофија пропагираше низ призма на ослободување преку проектирање и преку соочување. Значи, соочи се со болката, со страдањето. Проектирај дека ќе биде добро, дека ќе ти се отворат нештата. Потоа, тука влегува и категоријата на програмирање. Значи, многу е битно покрај да прифатиме, покрај да пуштиме, како се програмираме. Зошто ние денеска да не избереме да се програмираме со позитивно, афирмативно? Да гледаме убава емисија, да отидеме во природа, да бидеме во релација со позитивни лица, да почнеме да се програмираме со читање на книга, со се што нас ни подхранува, не подига
на еден духовен план. Значи, не можеме да се себе програмираме, ако не се репрограмираме. А од што се репрограмираме? Од неубавото, од негативното, до она што ни оставило некој душевен талок. Значи, репрограмирај се, шансата почнува. Не се стигнува до врвната планина, што се вели со првиот чекор, но без првиот чекор никогаш не можеме да стигнеме до планината. Затоа првиот чекор нека биде: прифати го на што не може да го промениш. Од другата страна, пуштај ги работите, учи да се ослободуваш. Третото, програмирај се затоа што може некој друг од надвор да дојде да те програмира. Потоа, имај однос према победата или поразот. Ние премногу фаворизираме состојби кај што сме биле поразени. И ние се преокупираме зошто тоа ни се случило. Кој тоа ни го направил? Од каде тоа произлезе? Зошто сум дозволил да бидам поразен? Зошто на поразот му даваме некоја присилна димензија? Не, ние треба да се чувствуваме како победници. И како нација, и како семејство, и како индивидуа. Да градиме однос кон она што го поседуваме, а не кон она што ни недостига. Секогаш кога фаворизираме недостиг, ние немаме чувство на исполнетост. Ние мораме да размислуваме за она што го поседуваме. Поседуваме живот, поседуваме можност да менуваме работи, поседуваме филозофија на позитивизам, тоа ќе го практикуваме. Но за да тоа го практикуваме, доаѓаме до уште една категорија, а таа е присуство. Дали сме ние присутни во самите себе си? На крајот ние може многу други луѓе да се присутни во нашето битие, во нашиот ум, а најмалку ние да размислуваме за себе си. Ние дозволуваме надворешниот фактор да ни се инволвира. Дали од политика, дали од општествени влијанија, дали од страна на некои состојби на работното место, дали е семејни проблеми кои се провлекуваат со години. И тие се присутни длабоко во нас, а ние не сме присутни во самите себе си. Ние мораме да станеме присутни и да сватиме дека треба да се градиме себе си преку односот, пак ќе кажам, кон состојната душа и кон состојната духовна подигнатост. Но за да тоа го постигнеме, тука е многу битен позитивизмот и промените. Значи, промената и проблемите се вечни. Ништо не може да обстане толку долго колку што обстојуваат проблемите, кои не може да не постојат, но исто така не може да не постојат и промените. Затоа промената може да биде и шанса за една нова животна ситуација. Не треба да се плашиме, туку треба да правиме промени. Прво, промена на ниво на свест, промена на ниво на едукација, промена на избор на лица со кои сакам да ја трошам и да отворам својата енергија. И ја бираме позитивност. Позитивната енергија. Но како што претходно зборувавме, затоа е будењето, пробуди се, за да сватиш дека ти си утре оставен сам на себе. Можеби другите се соочуваат со тешкоти, можеби другите се заинтересирани за тебе само кога ти си им ним од полза. Размислувај како тебе да ти биде добро без нарцизам, без фаворизирање јас и никој друг, туку со заштита на соседните духовни лични капацитети. Децата, младите се приматели на енергијата која произлегува и од надвор. Затоа, за постигнување на среќата, постојат барем 5 фактори во кои се инволвирани децата, младите. Првиот фактор е факторот на семејството. Значи, каква енергија преовладува семејството, кон што се ориентирани, дали ги воспитуваат, дали ги мотивираат кон себе развојот, кон позитивната енергија. Значи, децата се приматели на нештата во семејството. Потоа, децата се приматели на вибрацијата на општествената средина. Дали има однос кон некоја средина? Дали луѓето со кои живееме имаат однос кон другиот? Дали имаме добри пријатели? Каква е состојбата на улицата? Што произлегува од училиштето? Значи, сето тоа влие врз младиот. Многу е битно да живееме во едно здраво општество, но доколку живееме во заболено општество, тогаш тоа заболено општество ќе ги атакува и децата. А тие се најранливи, најчувствителни и ако не попримаат соодветни поуки од семејните рамки, ако на улицата и во општеството не можат да очекуваат кој знае каков добродетел, ако во училиштето кон нив не се однесува како на самосвесни личности кои треба покрај тоа да ги образуваме и да ги воспитуваме, тогаш децата се оставени на судбината. А тоа е многу специфичен фактор, бидејќи ние имаме судбина која делумно зависи од звездите. Но делумно сето ова зависи и од факторот
како јас реагирам, како јас се подхранувам, како јас се надградувам. За да не биде детето, младиот, оставен на ветропирина и да не се знае што ќе биде со неговата судбина, во Данска, во Холандија, во Скандинавија, во Финска особено, значи преземаат мерки да ги воспитуваат, да ги образуваат децата со еден нов пристап кон животот, а тоа е мотивација, будење на свест, позитивна едукација, развој на личноста и не само да го научат градивото, туку и да научат како да размислуваат, како да се соочат со се по застапените непријатности. Затоа што гледате, непријатноста е насекаде околу нас. Тоа ние не можеме да го избегнеме, но нашиот однос кон непријатноста е многу побитен фактор ние како ќе се справиме со тие животни стресни ситуации. Факт е дека тие негативности се постојано присутни и ние не можеме да ги избегнеме, но мораме да најдеме начин да го свртиме односот од надвор кон натре. Тоа значи дека ние во текот на денот, неделата, месецот, треба да се зацртиме некои категории кои сакаме да ги исполниме. Затоа ќе пишувам во една од моите наредни книги 52 методи. Како за секоја недела подреден метод, кој треба афирмативно да ги поттикне луѓето пред се да бидат будни и свесни, бидејќи сите ние забораваме. Може би јас сега, кој излезам од студиото, отидам некаде, па може да заборавам дека треба да бидам буден и свесен, дека некој може да ме загрози во сообраќајот. Може би секој од нас треба да биде буден и свесен дека ако не вежба, ако не пешачи, ако нема добар однос кон соседното тело, може да го загрози своето здравје. Значи, неопходно е во секоја категорија на животот ние да имаме таа будност и свесност со афирмативни алатки кои нас не потикнуваат. Затоа јас и напишав своевремено една книга Заштита од злото и негативните вибрации. Може би во тоа време тоа беше неопходно. Таму анализирав сите манифестации на злото, она што може да го загрози човекот. Но бидејќи утврдивме дека колку и ние да бегаме и да се заштитуваме од злото, тоа не можеме целосно да го елиминираме, ја вртиме филозофијата на пристапот. А тоа значи, дај да ја пробудиме позитивната енергија. Дај да видиме што е тоа што ќе не полни, а не она што не празни. И во секој поглед, ете и вие со оваа ваша прекрасна емисија, поттикнувате, мотивирате и отварате димензии за размислување, а тоа е првиот чекор. Почни да мислиш, афирмативно, позитивно. Почни да зборуваш, она што е добро, она што те храни, она што ќе сподели, она што ќе поттикне. Почни да правиш позитивни дела, бидејќи позитивни дела стануваат вечност. Така што клучниот збор е позитивна мисла, позитивен збор, позитивно дело.